втора категорија. Програма што не се препорачува за деца под 8 години, за чие следење се препорачува надзор од родител или старател. Многу ме радува што си задоволен со нашите работи. Ние ќе одиме по твоите совети. Подготовките натаму ќе течат уште подобро. Па сега има едно прашање што не мачи. Зашто се работи? За Ередин Бек се работи. Гоце ти го знаеш Ередин Бек исто како и ние. Кукуш мора да се ослободи од него. Нас е дозгора во случајот со Ередин Бек. Нашето воздржување од акција ни пречи во работата. Ние смалува довербата кај народот. Народот е нестрплив. Може да избухне пред време. Значи, атентат. Ние сме со таква мисла. Атентатите не се метод на нашата организација. Нашата работа сега е да го подготвиме народот за великата акција, што ќе ни ја донесе слободата. А зошто се воздржуваме од терористички акции? Таквите акции ќе привлечат одмазди од страна на турците. Народот може да избувне. Ете ти пак, пред време восстание. А неуспешно восстание. Тоа е желбата на врховистите, против кои исто така се бориме. Но има случаи кога ваквите акции се јавуваат како нужност. Само треба убаво да се обмислат, да се подготват. Ередин Бек е токму таков случај. Мислам дека вашите судови се на место. Само без бучава. Акцијата да не се прошири ни чекор понатамо од Ередин Бек. Јас ќе извршам задачата. Знам каде се движи Ередин Бек. Па можам да начекам најпогоден момент. Можете да имате доверба.
Buyurun efendi. За малку ќе го испуште возот. Колата здрава, кончињата арслани, ама патиштата само дупки и камења. Колку пати сум му велел на валијата. Патиштата треба да се постигнат. А тој, дурба калам, и за патиштата ќе дојде редот. Вие, ако може да ве прашам, туги не сте? Кореспондент или... Не, овдешен съм от Кукуш. Кукуша не сте? Мило ми е. Много ми е мило. Пътувате и вие за Кукуш? Не ќе слезам овде близу. Кукушете, Кукуш. Во Кукуш почесто одам. Ме тера трговијата. Арни луѓе се. Мек народ. Кај макамот е душа од човек. Кога и да одам во Кукуш, кај него навраќам. Голема ери имам видено од него во трговијата. Значи вие сте трговец? Така некако. Од овде, од онде се полнат магазите. Го познавате ли Айредин Бек? И кај него често пати навраќам. Златна рака на султанот. Тој ми е татко. Айредин Бек? Да. Мило ми е. Мило ми е. Вие сте му постариот син, Сулеман Бек. Знам. Многу пати ми зборуваше таткови за вас. Сигурно се враќате од Франција. Ами зошто така без време? Стариот бил на умирање. Добив телеграм. Ама како? Како може тоа? Здрав како челик. Скоро се видов со него. Што ти е човекот? Што да се прави? Таков е живот. Да. Прекрасен човек. Султанот не ќе може да најде човек како него. Неговата цврста рака секој каурин го клаваше на своето место. Простете, ефенди, не е ред синот да суди за делата на таткото. Но дозволете ми да го кажам своето мислење за старецот. Не е добар оној управник што го распламтува недоволството на народот. Во Европа нас не викаат диви азијати. Нашите паши и бегови со сабја сакаат да го спречат преродувањето на Турција. Млад човече. Мене ми се чини дека со европски аршини мерите. Оставете ги настрана европејците. Во Европа народите ја ценат слободата. За ваков прост народ била таква слобода. Каурите ефенди го бараат она што европејците веќе одамна го имаат. Слободата. Султанот сакаат со сила да го сметнат. А знаете ли дека планините се полни со вооружени насилници? Вината за тоа лежи во нашите управници, во нашиот систем. Спрема Париз му се чини дека Стамбол не чини. А Стамбол си е брате на место. Знае тој како треба со каурите. Токму во тоа е работата што не знае ни со каурите, ни со своите. Прогресот не се пресечува со сабја. На Турција е потребен устав.
а не апсолутизам. Султанот е се уште потребен на Турција. Не бива тоа така. Чудно. Зборувате за Турција и султанот, а вашите очи нешто друго велат. Велат имате право. Ние сме навистина диви азијати. Султанот е сопирачка за Турција. Вие долго време не сте биле во Кукуш. Да, повеќе од 10 години. А што студиравте? Право на Сорбона. Многу заптии по нашиве возови. Сполај му на Господ што ги има. Човек веќе нигде не е сигурен. Дури и по возовите се прават зулуми. На вистина. Значи вистина е. Пред некое време во Париз дојде голем турски чиновник и рашири приказна дека во Македонија се појавил крилат бунтовник. Насекаде лутал и ни војска ни заптии можеле да го фатат. За неговата глава давале 1000 жолтици. Види, што ли? Што ли неке измислат? Јас мислам дека вашата глава и повеќе вреди. Зар мојата трговска глава, што е полна со басми, сол, масло, восок? Вие сте Гоце Делчев. Сега можеме спокојно да зборуваме. Немате причина да се обезпокојувате. Јас го почитувам вашиот идеал. Се гордеам што Кукуш дал таков револуционер. Здраво да си ми, Сулеман беше. Значи се отежувате од оние 1000 жолтици. Вашата легенда не се откупува со 1000 жолтици. Мило ми е што ве сретна. Она за што ние младотурците зборуваме, вие веќе го правите. Против сабијата со сабија. Со тиранијата и не може поинако. А таму во Париз, што мислат за нас? За македонците? Конзервативците ве сметаат за разбойници, а народот и напредните луѓе покажуваат големи симпатии кон вашата борба и ве држат за следбеници на хероите од Француската револуција. Султанот не го сакаат. Велат, симнете го ако сакате Турција да појде по патот на прогресот. Братски им ја подаваме раката на сите пријатели на македонскиот народ.
Млада Турција. Турција без султан. Слободна Турција. Тоа ни треба нам. Убаво зборувате. Јас верувам во еден таков ден. Само патот до него е поинаков од вашиот. Спомен од детството. Деца беве. Јас со своите каучиња, ти со своите турчиња. Ама кога мудри со праќата. И кога паднав се разбега и твоите каурчиња и моите турчиња. Само ти дојде и ми ја врза главата со ракавата од кушулата. Луди години. Ке треба да се разделиме. Мојот пат е до овде. Навистина е среќа меѓу беговите да најдеш ваков човек. Од се срце ви благодарам за вашите чувства кон нашето дело. Се надевам дека ќе ги поздравите моите родители. Не ќе ми поверуваат дека сме се виделе. За да го уверите, кажете му на татко ми дека сум нарачал да ви ја даде табакерата. Скриена е во килерот, на левата страна под мусандрата. Син му на Ередин бек. Дојде крв да плаќа. Ке ги напика чапкуните во глувчи и дупки. Зар може? Како не може? Учен човек. Веднаш ке ја разбере работата. Ме познавате ли? Како да не те познавам? Добро ни дошол, Бег Ефенди. Многу поздрав од син ви. Кој син? Каков син? Од Гоцета. Не сакам ни да чујам за него, ни да го видам. Чапком. Ми го посрами името. Јас немам син, Бег Ефенди.
Аллах нека им плати на душманите на царштината. Успокојте се. Не сте прав. Блазе си и на мајка му што го родил. Вие треба да се гордеете со него. Пораче да ми ја дадете табаќерата. Се наоѓа во килерот, на левата страна под мусандрата. А сега седете ми со здравје. Ке ви дојде доак малото бекче. Огубивте татко му, ама сега и вам ножот подгрклан. И Доцне, да затвориме. Тој е пред вратата, тажна беговице. Мамо. Тате. Ќе дознаеш се. Погледај во килерот. Таму, од левата страна на мусандрата, има едно кутивче. Донеси ми го.
Што ти текна сега, Колю? Да ги фаќам пајажините. Pogledaj, pogledaj. Немој, синко. Со тоа татко ти одгроб нема да го кренеш. Не, мајко. Не плаши се. Оди легни си.
Buyurun Beg Efendi. Ми поверувавте на зборовите. Da, Beg Efendi. Neka go čuva Gospod. A i tebe, sinko.